Државните електрани се уште прибираат и разгледуваат понуди за набавка на газ, за радиаторите да не останат студени среде зима. Парно сигурно ќе има за уште недела дена, а што ќе се случува веќе од следниот месец, компанијата ќе соопшти во текот на следната недела. Граѓаните се во прашалници што ако државата не го обезбеди потребното количество. Стравуваат дека ќе мора да се догреваат на друг начин, што дополнително ќе им го оптовари домашниот буџет. Сите стравуваат, никој ништо не знае. Се надевам дека нешто ќе направат. И сега се догреваме, оти надвор покрај тоа што е сончево и нека кубава, ама внатре е ладничко, се догреваме. Очекуваме дека до крајот на сезоната ќе се догреваме, ако има и струја. Малце потешка ситуација за тие што се на централно грејење, нели? Мислиме дека ќе има некоја криза. Па дека не е добро, не, ама не стравувам, мислам ќе се справат некако, не знам. Оптимисти сте. Да, се надевам. Во меѓувреме кризата удира сериозно. Надлежните признаваат дека е тешко, но уверуваат дека правеле се за да обезбедат доволно количество на енергенси. Велат дека барем за струја, граѓаните може да бидат мирни и домашното производство ќе ги обезбедело потребните количини. Продолжуваме со апелите дека наредниот период на вистина ќе биде кризен, тежок и време за опуштање нема да има. Ќе се опуштаме кога ќе надминеме енергетската криза некаде во напролет. Да испорачаме 25% повеќе електрична енергија во текот на ова година и успешно да ја пребродиме енергетската криза, онака како што направивме и минатата година, да немаме рестрикции, да го зголемиме производството, а при тоа да ја држиме сигурна и стабилна цената на електричната енергија. Уверувањата на власта сепак отвораат и дилеми, посебно ако се знае каква е генерално состојбата. Експертите, но и опозицијата уште одамна критикуваат дека надлежните ја дочекаа кризата неподготвени и дека се изгуби драгоцено време за да се произведе, односно да се обезбеди доволно количество на струја од домашно производство. Првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски постојано апелираше да се интервенира на време. Тој и директно се вклучи да помогне преку посредство за набавка на поевтин газ и мазут, кој како што рече ќе донесел сериозни заштеди. Јас се имам таа понуда, знам која е цената, знам кои се условите, знам се и можам да кажам дека е многу поповолна од таа која што беше купена од страна на владата. Од прилика цената ја знам и таа цена ќе се движи под берзанската цена, натоварена со сите даноци. Во неизвестноста околу текот на грејната сезона, дополнителен проблем е и промената на операторот, односно новата компанија снабдувач за парно. Октомври речиси помина, а до сега само 3800 или околу 7% од корисниците на парно потпишале нови договори за услугата. Со цел за да се олесни постапката, договорите од сега ќе може и онлайн да се симнат од веб страната на ЕСМ, да се потпишат па потоа да се вратат назад. Инаку на 60.000 домаќинства во главниот град се греат на парно.